Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е Ферит Мухич, филозоф, професор, писател, веројатно има уште многу да се реди. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Планинар заборавивте. Има многу, затоа велам, ако почнам да редам, има многу што да се каже. Добра вечер. Благодарам за поканата. Имаме вака прилика еднаш годишно барем да се видиме и баш ми е драго. Овој пат ќе почнеме малку поинаку за разлика од претходните ваши гостувања, малку со големата слика. Особено што имаме ретка прилика да ве слушнеме, претпоставувам дека ќе биде задоволство и за јавноста. Господине Мухич, живееме во време на тектонски промени на светскиот поредок, предизвикани пред се од потезите што ги влече новата американска администрација. Па како ви изгледа? Дали ова е крајот на поредокот што го знаеме по Втората светска војна или е само една трансформација негова? Јас се слагам да го кренеме нивото од стандардните емисии на овие теми, а стандардните емисии на овие теми соговорници се, ке си дозволам да кажам, квази аналитичари, квази експерти, не затоа што нешто не знаат, туку затоа што она што тие го знаат е од втора рака и пласирано од изворите на информации, како и на мејнстрим медиумите, она што тие сака да им го пуштат, така што тоа не е воопшто доволен материјал да се излечат плаузибилни заклучоци. Според тоа, наместо да ги анализираме, токму јас сакав, под спекулативни некои околности и хипотези, овие или оние настани, би предложил јас, и добро е што тука совпаднавме, да го кренеме на нивото на една, да кажам, дискусија која ќе земе предвид перспектива, што не ја гледам веќе, кога веќе ги спомнав мејнстрим медиумите. Ни во мејнстрим медиуми, дали New York Times, дали Le Figaro, дали Frankfurter Allgemeine Zeitung, било кои од овие главни весници, веќе со децени не ја гледам. И тоа е многу интересно. Тоа би било навистина многу добро за нашата дискусија, имено да ја воведеме перспективата. Мисли дека светогледот на Западот е едностран, премногу едностран? Не, мислам дека недостасува она перспектива која ги разјаснува токму тие генерални процеси. Таа перспектива се вика филозофска перспектива. Имено, воопшто не се предпоставува дали, не се проблематизира, дали настаните во општеството, историјата, дали некаде оди? Дали историја само сума настани? Сега ова војна, сега она војна, ако е така, историја не може да биде наука, таа не е само дескриптивна. Историја, секоја историја како наука настојува да покаже дека нешто водело кон нешто и дека општеството има некаква генерална насока. Ако земете Платон, Платон смета дека општеството и човештвото имаат смисла. Тоа е изградба на праведна држава. Ако прашате Аристотел, и тој смета дека општеството има цел, а тоа е да се постигне големото добро. Големото добро е доброто на сите членови на една заедница во крајна линија на сите припадници на човечкиот род. А ако одите до Хегел во негова филозофија на историја смета дека светскиот ум има одредена задача, одреден план, и дека луѓето се само, така да се каже, глумци, актери кои ги добиле улогите. За него, например, Наполеон е светскиот дух, инкарнација на светскиот дух на бел коњ. Тој треба да реализира една нова ситуација. Ако не беше Наполеон, ќе се најдеше друг. Значи, се гледа смислата на сите тие промени. Тие промени не се само хаотични измени на настани, него навистина гледаме одредени промени пред се во политичкиот систем. На што е подсетувало, професоре, сега овој период што го живееме? Дали може би на периодот меѓу двете светски војни, дали не ме подсетува на ништо. Дали е подсетува на студената војна? Морам да ја довршам, ќе дојдеме на тоа. Морам да ја довршам идејата. И ова покажува дека денес тоа што никој не го проблематизира, воопшто не се мисли дали има. Сите се обземени, фасцинирани. Само од анализата на конкретните настани. Никој не се прашува дали тоа навистина води кон нешто ново. Што знам, Маркс имаше идеја дека општеството оди од една ситуација низ класни борби и ќе доведе на крајот дека историјата е
одење на човештвото кон вистинската човечка заедница, во која ќе царува пак она идеја еднаквоста, правичноста и така натаму, но дека тоа оди, Хегел ќе каже, почна со тоа што не беше слободен никој, па потоа беше слободен еден деспотот, па потоа неколкумина и ќе биде реализиран тој план историски кој ќе биде слободни сите. Меѓутоа овде веќе јас констатирам 2-3 децении нема истражувања во она што, да речеме, Шпенглер го прави еден од последните на таа тема. А тоа е токму ова, дали навистина историјата, човештвото, има некаква цел или нема? Дали се движи некаде? Дали воопшто она што се случува? Има некаква внатрешна логика која ако нешто води, па овие настани само ни попречува да ја видиме, али ако се замислиме малку, ќе видиме дека нешто се менува. Секогаш интересите го воделе светот, иако филозофите се занимавале со темата на вечниот мир. Не, ете темата на вечниот мир, да. Кант, например, смета дека општеството оди кон создавање на човечка заедница, исто така, во која ќе владее вечниот мир. Да, производ на тоа е Лигата на народите и Обединетите нации, но гледаме дека тие веќе не функционираат. Не е производ на тоа, туку беа инспирирани од тоа. Кант немаше со тоа ништо друго, освен што им даде идеја. Добро, идејата, да. Меѓутоа, дали тоа што тоа не се случи, значи дека нема движење? Не значи. Може само да значи дека или ние не го гледаме движењето, се уште не можеме да ги констатираме тие промени, не ги регистрираме онака како што случуваат. Или идејата е премногу утописка. Или не. 80 години е професоре, наместо да успее тоа, никој веќе не функционира тоа. Одново не. Или дека општествениот процес, објективниот историски процес оди во друга насока. Не во таа која го насочија Маркс или Платон или Кант. Дека сепак има пат. Што знам, кај кинезите прочуената идеја на Тао Те, патот, доведе до тоа некаде во 19 век да смета дека всушност нема цел. Патот е се, целта е ништо. Тоа беше инспирација за многу индивидуални животи. Индивидуални живот нема смисла, али има смисла да се живее. Од тука е излезено Карпе Дием. Живеј го денот. А зошто? Нема зошто. Животот е патот. Не, одиме одно и за општеството. Може би историјата е таква. Може би не води никаде. Јас лично сметам дека води. Јас мислам дека ние сме на еден пат и дека ние имаме задача, човештвото. Велат се мултиполарен свет, дека веќе Америка не е таа што ги води... Не, тоа е сега конкретно анализа на промените. Ама дали тоа води кон анархија, кон поголем хаос или кон поголема стабилност? Не, тоа е за сега и неизвестно. Прво, дали некаде води? Или се само измени? Доаѓа еден, помина друг, беше фашизмот, падна фашизмот, дојде, што знам, социјализмот, пропадна социјализмот, сега ова и така. Не. Проблемот е дали ова што се случува има некаква своја внатрешна логика која не мора да совпаѓа ни со Кант, ни со Маркс, ни со Хегел, ни со Аристотел, како што видовме. А сепак да некаде биде. Јас лично мислам дека има смисла и дека тоа не е само смена на настани, туку да има едно квалитативно нараснување, има едно органско, така да кажам, рамифицирање на капацитетите и во периодот и во подрачјето на политичката организација, но и во технологијата. Тоа исто така многу значајно и очигледно дека тоа некаде води. И јас во еден, така да кажам, свој филозофски роман Патувањето во Трајан, кој е сега поделен, да го споделам тоа со вас и со нашите гледачи, објавен во Соединетите држави, мислам затоа и насловот е тој Патување во Трајан. Човештвото некаде патува. Не сме тука само за тоа да го одживееме животот. И сите тие конкретни анализи се завршуваат само со смислата на овој или оној потез, но целата партија не ја гледа, речи си никој или малкумина се интересираат воопшто за тоа. Сега ова што велите што се случи. По падот на Советски сојуз има околу 3000 документи во Вашингтон Лайбрари национална, кои потврдува дека Запад се обврза да не се шири НАТО на исток. Меѓутоа, веднаш почна да се шири и стаса до тоа да барат и во Украина. Меѓутоа, пред тоа, кога падна Советски сојуз, беше сјајна идеја и Горбачов сакаше да ја предложи.
zbližuvanje. I toga se rodi idejata za globalizacija. Nema veka studenata vojno završi. Međutim, to ne im se bendisa na onije koji do toga igra uloga na svetski lider. Vo svetski odporedok imaše svetski lider, što se razbira prilično prepotentna ideja. Беше и чувар на слободниот свет. Не, и тоа е една флоскула толку смешна што е неверојатно, и железни завеси, и слободниот свет. Тој слободниот свет и неслободниот свет, тоа се такви смешни флоскули. Е релативно, да, нормално. Не е релативно, него апсолутно не е слободен свет. Има авторитарни земји сега. Апсолутно, тие така наречени авторитарни земји не се ни малку повеќе авторитарни отколку било која земја од така наречениот слободен свет. Меѓутоа, проблемот беше да се води. Новум ордус секлорум, новиот светски поредок, тоа е стара идеја од масоните уште, и таа идеја остана дека некој посебен тим луѓе од посебна држава и посебен расно треба да ги води сите други. Идејата која на извесен начин е искривоколчена идеја на Теар де Шарден, кој вели дека антропогенезата е круна на космогенезата. Целиот космос е создаден за да биде создаден човекот. Човекот е одгатка на космосот. И тоа човекот е тој ортолинеарен момент, она што влече кон височината. Меѓутоа, кога ќе го преведете тоа на тоа дека јас сум тој што ќе води. Јас сум тој што е таа праволинијска вертикала. Сите други кои се грани од страна треба да отпаднат или да ми се приклучат. Кого не можеш, една страшна, бедна, понижувачка реченица која ги восхитува овие толку, ако не можеш да го победиш, приклучи му се. Тоа е толку полтронска, неверојатно. Не, туку ова дури значи, ако не му се приклучиш, били готов да те отфрлат. Како и да е, значи, отпадна идеја да доаѓаме на ова. До сега светот беше... Не, именно ова беше исто така многу добра шанса да се премине на соработка на планетарен ниво. Да, основа беше меѓународното право. Меѓутоа, овие видоа тука шанса, Соединетите држави пред се, видоа шанса дека сега е прилика ослабнатиот Советски сојуз кој веќе не постои, Русија, сега се наши, и тие и жутите, кинезите, и како што Кисинџер рече, жолтите и руската мечка, сега ќе ги змечиме. И се обиде да искористи таа работа со проширувањето на НАТО. Меѓутоа, да, но Трамп се повлекува очигледно од таа стратегија. Меѓутоа, на што не смета тие? На неверојатен прво на виталноста на Русија која успеа да одолее и да почне да функционира, и на неверојатна, спектакуларна, интелигентна, развиена и добро организирана научна и индустријска и економска политика на Кина. Кина изби начело во доста аспекти веќе пред Соединетите држави, не во сите, но во доста. И може ли да понуди нешто на светот или само да биде конкурент на Америка? Не да биде конкурент. Може ли да понудат некаков вредносен систем? Ете, Америка ја понудила прво да разбереме слободата и демократијата. Морам, на ова инсистирам, не постои држава Америка. Соединените американски држави. Да скратиме. Али тоа толку се не е да скратиме, не може. Америка има 24 држави. Има Северна, Средна и Јужна Америка. Толку лесно прифаќаме дека постои американски представител, а нема Америка. Американски амбасадор, а не постои држава. Тоа он е амбасадор на United States of America. Јасно. Не, али многу е значајно, бидејќи ние не можеме да бидеме Македонија, за да не измешат со Северна Македонија или Македонија сворас во Грција, а ова држава може да биде Америка и потpuno да се игнорираат стотици милиони други американци, кои исто така американци. Така што инсистирам, ќе ми биде мило да го почитуваме во текот на разговорот, да зборуваме за Соединетите американски држави. Значи, тие, во таа смисла, ако ги споредувате сега со Кина, никој не понудува нешто на другите заради тоа да им биде пример. Секој се гледа својот интерес. Кина се развива, прво се развива токму затоа да се на некој начин оспособи да се конфронтира на предизвици. Бидејќи тој експанзионистички модел на водачот прерасна од светски полицаец, веќе не е светски полицаец. Светски полицаец работи по налог, као секој полицаец. Треба да покаже легитимација и налог за претрес.
Ова више не е полицаец, он влегува кај сака и зима кого сака. Да, али тој контекст што овој нуди, а што оној нуди? Изјавата на Трамп беше многу симптоматична по интервенцијата во Венецуела, дека меѓународното право него ништо не му значи, него врзува ништо. Единствено моралот е тој што го ограничува неговиот ум и неговата моќ. Токму обратно, единствено тоа е она што не го обврзува. Бидејќи тоа го видовме во 2-годишен геноцид во Газа, каде што апсолутно пред очите на цел свет ни една морална ни една држава не најде толку морален интегритет да се избори барем да се осуди тоа што се прави таму, бидејќи се ставаше вето. Не може ни да се осуди. Ни вербална осуда. Според тоа никако не. Туку ова е проблем. Кина и Русија и сега БРИКС развија контратеза на и конкретно и економска и војна и така натаму финансиска моќ која веќе не дозволува тој унилатерален модел кој Соединетите држави го видува како прилика после падот на Советски сојуз. И сега е проблем за нив повторно да го воспостават тоа, инаку како што се сеќавате политиката пред изборната реторика на Трамп беше Лига мрача од надворешна политика. Господин Мухич, да го Трамп, Путин да ја води таа војна во Украина? Според меѓународното право нема. Сега, ако моралното право е повисоко од меѓународното право, не знам. Моралното право е повисоко од сите други права. Тоа е апсолутно јасно. Значи Трамп има тогаш е во право кога вели дека неговиот морал е единственото нешто што го ограничува. Не. Моралното право важи за Путин, важи за Трамп. Не, тоа е неморално. Ќе важи за Кина, утре Тајван, ако влезе да го нападне Тајван. Не, внимавајте. Моралното право подразбира не лични наши ставови за правото. Правото и етиката се апсолутни вредности. Тука повторно ќе го повикаме Кант на помош. Категорички императив апсолутно не зависи од поединецот, ниту од околностите. Многу да не растеглива категоријата, професоре. Моралот е за различни работи, за различни луѓе. За нешто за некого морално, да, за некого не е. Нема за некого. Моралот, категорички императив е апсолутен и важи подеднако за сите во сите околности, за разлика од хипотетички императив. Категорички императив е многу јасен и не дозволува насилство врз никого. Особено затоа што се покривате со тоа мене ми е во интерес. Така што нема тамо ни м од моралот. Значи не е ни морално ниту тоа што Русија нападна Украина. Така. Па во прашање апсолутно не е морална категорија во ни една војна. Во ниту една војна не може да се освен во одбранбена војна. Инаку, нападот во кој вие сакате нешто да постигнете со оружје, секако дека не може да се прифати во ни во еден контекст како некаква морална категорија. Овој, тоа што вие го наречувате морал, тоа се вика, погрешно го наречуваат волунтаризам. Волунтаризам е филозофски правец. Туку е тоа самоволие. Како што ќе ми текне и како што сакам. И ја ќе правам што сакам и да видам кој може да ме запре. I am unstoppable, директно. Идејата беше да има меѓународно право и Обединети нации, таму да функционира тој меѓународен поредок, но очигледно дека тоа не постои веќе. Не, идејата од почеток не беше таква, јас ќе потсетам на нешто што често го кажувам, но ретко се задржува. Изгледа дека не е по волја. Предговорот на мемуарите на Черчил. Тука тој велик, тој е нацрт на Обединетите нации го прави после Втората светска војна тој. И вели, апсолутно е абсурдно да сметаме дека сите држави во оваа организација ќе имат исти права. Тие малите држави ќе го следат она што го правиме ние, па потоа Соединетите држави. И наброј уште 3. Значи ние сме цело време во заблуда дека сме сите еднакви таму во Обединетите нации. Па можете да видите, прво, не треба да сме биле во заблуда, туку е смешно дека сме верувале некогаш и помислиле кој има право на вето. Само 5 членки на Совет за безбедност. Веќе готово е тоа. Второ, во тој Совет на безбедност Дона, надежите на малите земји секогаш биле меѓународното право. Станало ни викале, нас ни одговара да се почитува меѓународното право, ние како слаби, како мали, немаме други шанси во светот освен се разбира, овие се смеат на тоа и велат така е, ја им нешто не одговара вето, а им нешто одговара, упаѓаат и прават агресија. Отвараат војна. Војните кои се во последно време отворени од Либија, Судан, Сомалија, Сирија, Ирак,
сега Газа. Сите се по наговор на Нетањаху. Нетањаху е оној кој ги срска Соединените држави да војуваат против сите држави кои тој смета дека на некој начин му пречат на интересите на Израел. Според тоа, никаква идеја овде не постои за некакво право. Напротив, Обединетите нации кои велат дека се и демократска институција. Погледнете тоа. Право на Тие се само нем посматрачи сега на случувањата во светот. Тие ништо еве не се. право на вето. Има тие 5 членки. Од нив да речеме земете Британија и Франција. Ако е демократија, тоа оди по бројот на гласови на населението. Индија и Индија со 1.400.000.000 жители. Не е членка и нема право на вето. Овие со 60 милиони Британија има право. Очигледно им треба сериозни реформи тие ако преживеат како организација да Тешко да преживеат, тие ќе преживеат, тие сите велат дека не е добра организација. да не биде невладина организација, сега се претворат во невладина организација. Не, али тоа е одлична организација, скроена точно по теркот на Черчил. И функционира така што потполно ги блокира и принципите на меѓународното право и жалбите на сите други држави во оние случаи во кои не им одговара тоа на овие најсилните. И тоа не на сите 5, на 3. На овие други земји. Малите земји се некако затечени во целиот тој Не се хаос што се затечени, случува. но се најдени она што го... Знаете сега, што ни нуди посигурна иднина? Например, дали треба да се држиме за меѓународното право како нешто што ветува најмногу за малите земји и гарантира, иако гледаме дека нема кој да го спроведе и како да го спроведе, или да се држиме до посилниот во случајот Соединетите Американски држави,